Добро вечер на сите. Поздравувам и се радувам што можеме да се дружиме на овој виртуелен начин и да проследиме едно важно предавање ова вечер. Како што веќе знаете, во 18 часот почнуваме со нова серија на предавања. Ова серија ќе отпочне добро познат теолог со овој простори. Тоа е доктор по теологија и професор Иван Миланов, кој што моментално работи како редовен професор на Ньюболт коледжот во Англија, во делот на Стар Завет, чија специјалност му е книгата на пророкот Дамјан. Навистина интересна тема е пред нас, Библијата и вон библиските книги, прашање на авторитет. Тука имате некои прашања поврзани со ова ја изнесува, ќе можете во самиот чет да ги напишете и сите оние кои што не следат преку YouTube каналот, ќе можете исто таму да ги напишете вашите прашања, за кои се надам дека на самиот крај ќе има доволно време професорот да ги објасни. Ја не би сега бојки да должам и да одземам време со тоа што го поздравуваме и благодариме однапред на професорот Иван Миланов, кој што ќе го сподели со нас неговото предавање. Добро вечер на сите и благодарам на поканата да бидам ваш гостин вечерва на еден ваков виртуелен начин. Ќе преминеме веднаш на самата тема. Дозволите ми да го споделам својот екран со вас. Се надевам дека можете да видите што има на екранот. Значи, денес ќе дискутираме на оваа тема Библијата и вон библиски книги и воглавном ќе се бавиме со прашањето на авторитет. Тоа е, значи, нашиот фокус. Најнапред неколку дефиниции. Ќе користиме некои зборови како што се канон, апокрифи, псевдоепиграфи, еврејска Библија, Стар Завет, Нов Завет, апостолски списи. Самиот збор канон е од грчко потекло, меѓутоа неговото оригинално потекло најверојатно дека е од семитските јазици. И зборот канон најнапред се користел за една рамна трска или стап, кои го користеле обично градежни работници кога би сакале да направат што порамна површина. Денеска тоа градежните работници го работат со вастравага или популарно наречено либела кај нас, меѓутоа во тоа време била таа една трска. После тоа се развило во еден рамен стап, кој подоцна бил користен и за вертикални површини, и тој рамен стап подоцна исто станува на некој начин мерило за мерење должина. Со тоа што таа идеја од ова искуство на градежни работници, на луѓе од трговија, почнува да станува еден концепт кој доаѓа во светот на филозофија, на книжевност кај старите антички народи, и зборот канон почнува да се користи како мерило или стандард. Го имате Аристотел, каде што за него идеалниот човек треба да биде мерило и стандард, канон, за тоа како еден човек треба да се однесува, како треба да живее. Зборот канон, кога е во прашање Библијата, тој се однесува на листа на авторитетни книги, кои најчесто ги нарекуваме Свето писмо. Доколку ви се случи да читате стручни статии на англиски јазик и видите дека теологот користи збор scripture или scriptures, кај нас го преведуваме со Свето писмо, тоа значи дека тој човек или таа жена која пишува таа статија верува дека Библијата е авторитетна книга и дека Библијата е Божја реч. Затоа зборот канон кој се користи во библиските студии, во теологијата воопшто, се зборува за листа на книги кои се авторитет или правило на верата и животот. Значи, тоа е правило според кој ние ја проценуваме реалноста во која живееме. Тоа е правило на нашата етика, на нашиот морал, народски кажано што е лево, што е десно. Тоа се нашите наочари со кои ние го посматраме светот во кој живееме. Тоа е нашата информација од највисок авторитет за тоа кој е Бог, каков е Бог, како се однесува кон нас. Канонот на Библијата представува исто така правило на нашиот живот кога се во прашање меѓучовечките односи. Затоа зборот канон го користиме во смисла на мерило или стандард и во библиските студии и теологијата тоа се однесува на листа на авторитетни книги на Светото писмо. Зборот апокрифа или апокрифи, како ние обично го нарекуваме во множина, доаѓа од грчкиот збор што значи сокриено.
Одредени теолози сметаат дека авторите на овие книги се непознати и поради тоа се сметаат за нешто негативно. Кога се во прашање верските заедници како што е римокатоличката и православната, апокрифните книги тие ги нарекуваат дефтероканонски или второканонски. Апокрифите се книги кои настануваат некаде во меѓузаветниот период, а некои дури се напишани и во новозаветниот период. И кога зборуваме за апокрифи, зборуваме значи за овие книги кои се настанати од меѓузаветниот период па понатака. Меѓузаветен период се смета некаде околу 400-та година пред Христа, па понатака до настанокот на Новиот Завет во втората половина или некои книги се може би дури во првата половина на првиот век после Христа. Постојат исто така книги кои се нарекуваат псевдоепиграфа или псевдоепиграфи. Тоа се книги од анонимни автори кои почнуваат да се пишуваат некаде од вториот век пред Христа па се понатака. Тие се нарекуваат псевдоепиграфи затоа што ги пишуваат анонимни автори, меѓутоа им се припишува име на самите книги на познати личности од Стариот Завет, како што се Ездра, Енох и така натака. Од друга страна, денеска зборуваме за еврејска Библија, зборуваме за Стар Завет, Нов Завет, апостолски списи. Тоа се све одредени називи на Библијата на Стариот и Новиот Завет, кои денеска се користат во стручната литература, и јас ќе објаснам зашто некој вели еврејска Библија, а не вели Стар Завет. Или зашто некој вели Нов Завет, а не вели апостолски списи. Или некој вели апостолски списи, ама не вели Нов Завет. Значи, повеќе детали сега следуваат. Еврејска Библија е термин за канонот на Стариот Завет без апокрифи и без псевдоепиграфи. Ова посебно го истакнуваат теолози и библиски сколари, учени луѓе, кои доаѓаат од римокатоличката традиција. Според соборот во Трент, 1546 година, како одговор на реформацијата и овие настани и одредени постапки на римокатоличката црква од овој период се нарекуваат контрареформација. На овој собор е одлучено дека за римокатоличката црква апокрифите исто така се канонски книги. Значи, не ги нарекуваат дефтероканонски, туку канонски книги. И затоа денеска, кога ќе кажете кај некои римокатолици Стар Завет, тие ги вклучуваат и апокрифните книги. Ако им кажете еврејска Библија, тогаш значи се работи за канонот на Стариот Завет, кој евреите го имаат без апокрифи и без псевдоепиграфи. Стар Завет е термин кој користат теолозите од римокатоличката традиција за канон кој покрај еврејската Библија ги содржи апокрифните книги. Нов Завет е термин за канонот на Новиот Завет без псевдоепиграфски книги, а апостолски списи е терминот кој користат некои од современите рабини за Новиот Завет. Значи, кога имаме обично диалог со еврејски рабини по прашање на религија, религиска толеранција или било која тема, кога реферираме или кога зборуваме за Новиот Завет, ние не го нарекуваме Нов Завет, туку го нарекуваме апостолски списи. А Библијата нарекуваме Танах, и јас ќе објаснам подоцна зашто. Тоа е всушност кратенка од трите дела, според која го делат Стариот Завет самите евреи. Или ја нарекуваме еврејска Библија. Така да, ова се тие термини за да не дојде до забуна. Сега зборуваме за апокрифите. Апокрифи или посебно православната традиција, православната црква и теолози ги нарекуваат второканонски книги. Повеќето од апокрифите се напишани на еврејски или арамејски, па потоа се преведени на грчки јазик. Значи, авторите кои ги пишуваат овие книги се евреи. Некои од апокрифите најверојатно дека во својата оригинална форма се напишани на грчки, како што е тоа, да кажеме, случајот со Втора Макавејците. Се смета дека повеќето се напишани во Јудеја, и причина за тоа е што Филон Александриски, еден познат еврејски филозоф и мислител, кој живе и делува во втората половина на првиот век пред Христа и малку во првата половина на првиот век после Христа, тој воопшто не ги споменува апокрифите во своите списи, кога се занимава со толкување на Светото писмо, на Стариот Завет, на еврејската Библија.
тој живе во Александрија, како што кажува неговиот прекар, исклучително ценет мислител, човек кој е еден меѓу раните мислители и филозофи која користи алегоријата како начин на разбирање на Стариот Завет и на некој начин е претходник на некои теолози кои ја зимаат алегоријата како начин на толкување на Библијата. Филон Александрийски е под големо влијание на Платон и тој смета дека Мојсе и Платон имале исти извор за нивните идеи, концепции и размислувања. Меѓутоа, во неговите списи немате да најдете ништо многу за апокрифите, а уште помалку да најдете дека ги смета за Свето писмо или на исто рамниште или на слично рамниште. Рабините во Јудеја пред и после 70-та година после Христа не ги сметале апокрифите за Свето писмо, туку ги сметале само за корисни. Значи, ова е многу битно да се знае. Апокрифите не ги забранувале, ги сметале за корисни книги, меѓутоа правиле разлика што е Свето писмо, што е авторитетен текст или листа на книги, кои се мерило и правило на верата и животот, и книги кои се можеби корисни за проучување. Што значи, рабините во Јудеја тоа го прават многу прецизно. Кога се опрашање подоснежните црквени теолози, како што се Ориген и Јероним, ги сметале апокрифите за незаконски книги, односно неканонски книги, јас се извинувам, неканонски книги. Истото тоа го сметал и Лутер во средниот век. Јероним инаку е многу влијателен во рамките на Римокатоличката црква. Тој е активен некаде во 5 век после Христа и тоа е човекот кој ја преведува целокупната Библија, Стариот Завет од еврејски и арамејски на латински и исто така Новиот Завет. Тој превод денеска го нарекуваме Вулгата. Исто така ги има преведено и апокрифите на латински, меѓутоа прави остра разлика помеѓу канонски и неканонски книги. Ориген од друга страна живее во 2 век после Христа, нешто и во 3 век. За разлика од Јероним, Ориген, иако е многу плоден писател, тој е отфрлен и од источната и од западната традиција поради некои своји теолошки идеи. Меѓутоа, Ориген е многу битен, затоа што тој е еден од првите посериозни толкувачи на Светото писмо и човек кој напишал многу коментари на Светото писмо, на книги од Светото писмо, кои денеска не се сочувани. Ориген исто така потекнува од Александрија, како и Филон, со тоа што живее 2 или 3 века после него. Меѓутоа, Ориген е исто така под влијание на таа александрийска алегоричка школа на толкување на Светото писмо. Римокатоличката црква, како што споменав предмалку, ги прогласува за канонски апокрифите на соборот во Трент 1546 година. Денеска се уште постојат римокатолички теолози, библиски учени луѓе, кои сметаат дека апокрифите не се канонски книги и ги нарекуваат најмалку второканонски книги. Меѓутоа, ако се погледне нивниот катехизам, римокатоличкиот катехизам, кој е официјален документ со кој се поучуваат идните католици, таму пишува дека апокрифните книги се канонски, што значи за римокатолиците тие представуваат правило на нивната вера и живот. Сега, римокатоличката теологија и воопшто изворот на авторитетот на нивното учење е комплексна работа и повеќе зависи од нивната традиција и од самиот врв или водство на Римокатоличката црква, отколку од самото Свето писмо. Меѓутоа, сепак ова е нивни официјален став. Од друга страна, православната црква, која има нешто повеќе признаено апокрифни книги, ги смета за второканонски. Значи, ги цени доста, меѓутоа не ги цени православната црква на исто рамниште, како што се книгите на Светото писмо на еврејскиот канон на Стариот Завет и 27 книги во Новиот Завет. Што значи дека православната црква сепак прави една блага разлика, меѓутоа суштинска разлика помеѓу канонските книги и второканонските книги, апокрифите. Она што е интересно е дека Христос и апостолите во Новиот Завет никогаш не цитирале текст од апокрифите како Свето писмо, како авторитетен текст. И велат, ова е Свето писмо, ова е реч од Бога, ова е правилото на вера и живот и од ова треба да се поучуваме или ова се пророштвата кои се најдени во апокрифите
и еве тие се исполнуваат во животот на Христа, во неговата смрт или воскресение и така натака. Значи, Христос и апостолите во Новиот Завет никогаш не цитирале апокрифи како Свето писмо. Сега преоѓаме на псевдоепиграфите. Ова се книги настанати во период после вториот век пред Христа. Псевдоепиграфите продолжуваат да се произведуваат дури и во христијанскиот период. Книгите се напишани од анонимни автори, евреи, но имињата на книгите се дадени според важни личности од Стариот Завет. Некои теолози сметаат дека причината за ваквото именување на книгите е да им се даде посебен печат на авторитет на овие книги. Така што ги имате книгите како што е прва Енохова и четврта Ездра, како пример. Прва Енохова е многу популарна книга меѓу евреите во Јудеја и таа настанува некаде во втората половина од вториот век пред Христа. Оваа книга е исклучително популарна и меѓу жителите на Кумранското братство или на Кумранската заедница, каде најголем број на копии од било која книга, дали е канонски библиска книга на Стариот Завет, дали е апокрифна книга, дали е псевдоепиграфна книга, најголем број на копии има прва Енохова. 32. Во споредба во Кумранската заедница пронајдени се само 8 или 6 целосни копии на книгата на пророк Даниел, да кажем. Што значи, за евреите во тоа време, кога настанува, па и после прва Енохова, таа е многу популарна книга. Ние знаеме дека прва Енохова е цитирана од страна на еден писател во Новиот Завет, тоа е посланието на Јуда, и во 14 стих вие ќе најдете еден цитат од книгата на прва Енохова. Исто така во 9 стих ќе најдете цитат од еден друг псевдоепиграф. Се поставува прашање од која причина Јуда како автор на ова послание ги цитира псевдоепиграфите. Една причина е некој смета дека било кој текст кој го цитира инспириран автор од Бога, тој текст станува канонски или станува битен, станува мерило. Другата теорија вели дека Јуда, пишувајќи своето послание, ова не истиот Јуда како Јуда Искариотски, да се разбереме, името Јуда помеѓу евреите во тоа време било многу популарно. Денеска кај нас Јуда значи навреда. Некој да ве обвини дека сте предавник. И нормално дека во христијанството никој не се вика Јуда. Меѓутоа, меѓу евреите ова било популарно и се уште е популарно име. Значи, тој Јуда не е истиот Јуда Искариотски. Океј? Значи, овие текстови се цитирани од страна на Јуда, и втората теорија вели дека Јуда бил свесен колку овие текстови се популарни меѓу луѓето на кои им пишува, и тој само се повикал на овие текстови бидејќи им биле битни на нив. Овој аргумент се нарекува ad hominem, кога писателот или говорникот користи еден вид на аргументи за кој знае дека им се битни на самото слушателство, меѓутоа не му се битни на него како вистина, како факт или како било што. Во секој случај, едната и другата теорија може да бидат критикувани, но поентата е следна, дека псевдоепиграфите не доминираат како цитати во Новиот Завет. И ова е еден од ретките примери кои може да се најде во Новиот Завет. Интересно е дека Христос никогаш не ги цитира псевдоепиграфите како авторитетен текст, како текст кој е инспириран, односно дојден преку инспирирана личност до нас, луѓето, како откривение од Бога. Значи, Христос никогаш не цитира псевдоепиграфи. Сега, како доаѓа до канонизација на Стариот Завет? Ова е еден огромен процес и доста се пишува на оваа тема и доста е публикувано на оваа тема. Меѓутоа, јас ќе се обидам да само ги покријам оние најбитни точки за ова вечерашно излагање. Најнапред, канонизацијата на Стариот и Новиот Завет бил долготраен процес. Тоа треба да се знае. Значи, не се работи само за еден состанок, не се работи само за една група на луѓе, туку се работи за еден долготраен процес. Второ, канонизацијата на Стариот Завет е завршена некаде до 130-та година пред Христа. Што значи, установувањето всушност на
на бројот на книги и на самите книги кои се авторитетни во Стариот Завет, кои се земени како реч Божја, кои се земени како правило на верата и животот, се завршени некаде до 130-та година пред Христа. Постоеле 4 критериуми за канонизација. Број 1, книгата морала да биде напишена пред 4. век пред Христа. Значи, тоа бил еден од критериумите. Второ, морала да биде целата или повеќето напишана на еврејски јазик. Исто така требало да биде широко употребувана меѓу евреите во тоа време. И четврто, читањето на одредени книги во текот на одредени еврејски годишни празници исто така зборувало во прилог на тоа дека книгата е навистина од Бога дадена. Се работи за книгата на Проповедник, се работи за книгата на Песна над песните, се работи за книгата Естира, се работи за книгата Рута. Тоа се книги кои се читаат на големите еврејски празници и ден денеска. Сега, често се споменува во дискусиите кога е во прашање канонизацијата на Стариот Завет, се споменува еден собир на рабини во Јамнија. Јамнија е град кој се наоѓал на обалата на Медитеран, во самата Јудеја, односно во самата земја Израел, и овој состанок е одржан 90-та година после Христа. Ова не бил собир или собор, како што подоцна ќе бидат црквените собори во Среден век. Ова пред се било училиште, рабинско училиште или академија на еден рабин, која била сместена во овој град. И 90-та година тука се собираат водечките рабини да дискутираат за актуелни прашања. Мораме да разбереме дека во тоа време евреите се соочуваат со голема политичка, но и религиозна криза. Нивната држава, каква и да била, веќе ја нема, и што е најтрагично, веќе го нема ни храмот во Ерусалим. И сега се обидуваат рабините да го разберат сето тоа и тој развој на настане и да видат како понатака ќе продолжи да се развива јудаизмот. Значи, кои се тие актуелни проблеми и прашања. Нив не им било прв пат да останат без храм. Тоа се случило некаде околу 50 до 70 години во 6 век пред Христа, кога од 586 година до 515 година, значи отприлика негде 71 година, остануваат без функционален храм. И тогаш се забележува таа промена во религијата на Стариот Завет, каде што центарот или фокусот на нивната религија од храмот и храмските служби едноставно се сели во светите книги. И од религија на храмот тие постануваат религија на книга, религија на Библијата. Тоа сметаат некои историчари и библиски теолози. И слично нешто сега им се случува во 70-та година после Христа, значи во тој период, и мора да се соочат со одредени прашања. На овој собир, меѓу останатото, се дискутира и на темата дали некои книги треба да останат во канонот. Значи, на овој состанок не се дискутирало за тоа кои книги се канонски и кои книги треба да влезат во канонот и кои книги треба да излезат. Значи, некои историчари прават грешка кога тврдат дека канонот на Стариот Завет е заклучен во Јамнија 90-та година после Христа. Тоа не е точно. Тогаш се дискутирало дали некои книги треба да останат во канонот на Стариот Завет. Тука се дискутира за книгите Езекиел, Проповедник, Песна над песните и Естира. Посебно им се проблематични Проповедник, Песна над песните и Естира, затоа што Проповедник според нив искажува некои радикални и чудни идеи. Некои луѓе и ден денеска сметаат дека книгата Проповедник промовира агностички идеи, што не е точно. Од друга страна, во книгата на Естира воопшто Бог не се споменува, ниту неговото име. Многу е дискутабилно дали во книгата Песна над песните се споменува Божјето име. Некои сметаат дека се споменува во скратен облик, во 8-та глава, додека некои сметаат дека воопшто го нема. И најверојатно дека овие три книги биле проблематични дали да останат во канонот. И на овој собор овие рабини доаѓаат до заклучок дека
сите книги кои биле канонски до тогаш треба да останат, вклучувајќи ги овие 4 книги за кои највеќе дискутирале. Помеѓу останатото, еден од рабините подоцнак изјави дека денот кога е создадена книгата Песна над песните е најскапиот ден во историјата на човештвото. Односно, сите денови на оваа земја не се толку вредни како денот кога настанала Песна над песните. Канонските книги, еврејските рабини ги нарекуваат книги кои ги валкаат рацете. Тоа не значи дека книгите се валкани, па ако ги допрете, ќе ви ги извалкаат рацете. Тоа значи дека книгите се свети, што значи нашите раце во нивна близина веднаш изгледаат валкани, затоа што ние сме грешни, а Библијата е света. И затоа тие имаат одредени ритуали кои ги спроведуваат за да се очистат и да може да ја читаат Библијата. Значи, тоа е нешто што се однесува на до канонизацијата на Стариот Завет. Тука има многу прашања, меѓутоа ова е само еден краток пресек на она што се нарекува канонизација на Стариот Завет. И сега, последниот дел од ова предавање, тоа е Сестра Вајт и апокрифите. Постои еден цитат од Сестра Вајт, каде ги споменува апокрифите. Тоа е еден манускрипт или ракопис, кој е напишан во 1850 година. Тој манускрипт или ракопис се наоѓа во E.G. White Estate, односно институцијата која се грижи за чување на книгите на Сестра Вајт, нивна промоција и исто така се грижи за едукација како да се читаат книгите на Сестра Вајт. Имате овде два линка, ви ги оставив. Едниот е официјална изјава на White Estate, значи на тој институт кој се грижи за книгите на Сестра Вајт. И во таа изјава е кажано дека ова е многу чудна изјава, каде што Сестра Вајт ги споменува апокрифите. Вториот линк вие до една научна статија која напишал Денис Фортин. Денис Фортин е професор по историска теологија на Универзитетот Ендрус во Америка и тој ја пишува оваа статија 98 година, значи при крај на 20 век, каде ја истражува оваа проблематика, како тоа да Сестра Вајт на некој начин промовира апокрифи. И во неговата статија ќе најдете една преписка меѓу Артур Вајт и еден од администраторите на црквата во 1970 година. Меѓутоа, пред да го споменам ова, најнапред неколку збора за E.G. White Estate или за таа институција која се грижи за србите велат задужбина или за оставштина. Не знам кој е нашиот македонски збор, на списите на Сестра Вајт. Во својот тестамент, пред да почине, Сестра Вајт остава аманет, легален тестамент, да се основа овој институт или оваа институција, која требала и се уште е независна од нашата црква. Значи, E.G. White Estate како институција е независна од нашата црква. Тоа била желба на Сестра Вајт. Прв директор на E.G. White Estate е нејзиниот син Уилијам Вајт. Тоа е човекот кој после смртта на татко му последните 30 и повеќе години ги поминува покрај мајка си. Значи, еден од нејзините најблиски соработници е Уилијам Вајт. Неговото искуство и живот со мајка му е многу битен за разбирање на списите на Сестра Вајт. Денеска како никогаш повеќе, па дури во Македонија, исто така и во Британија, каде што живеам, никогаш повеќе ми се чини дека не постоеле така погрешни разбирања за природата на дарот на Сестра Вајт и уште по-погрешни толкувања на нејзините списи. И постоењето на овој институт или на оваа институција E.G. White Estate е од огромно значење. Да се разбере како Сестра Вајт и како оние кои биле нејзини најблиски соработници ја разбирале природата на тој дар и улогата на нејзините списи во нашата црква. Имено е кај нас најпопуларна изјава за списите на Сестра Вајт е дека списите на Сестра Вајт се очила за читање на Библијата. Таа изјава Сестра Вајт никогаш ја нема дадена. Тоа е изјава која дава Стивен Хаскел, еден од раните адвентисти, меѓутоа никогаш Сестра Вајт. Сестра Вајт вели дека нејзините списи се помало видело,
кој треба да води кон поголемо видео. И тоа е огромна разлика. Затоа што ако речеме дека сестра Вајт е очила за читање на Библијата, тогаш таа е поголем авторитет од самата Библија. Сестра Вајт никогаш тоа го нема кажано, напротив, ниту ги изедначувала своите списи со Библијата, ниту ги ставала над Библијата. Го знаеме незиниот последен говор на последната генерална конференција на која присуствувала и еден од последните изјави кои има дадено е подигнала Библијата високо во своите раце и рекла: дами и господа или браќи и сестри, јас ви ја препорачувам оваа книга. Тоа е Библијата. Сега, единствениот оригинален документ кој се наоѓа во E.G. White Estate, со овој цитат каде сестра Вајт ги споменува апокрифите како нешто што треба да се истражува, е всушност копија од една нејзина изјава или една нејзина проповед. Затоа што во заглавието на тој оригинален документ пишува копија од Елен Вајт. Тоа е многу чудно, вели Артур Вајт, кој е внук на сестра Вајт и потоа долгогодишен директор на E.G. White Estate, слично како татко му. И тој во таа преписка со еден административен лидер во 1970 година вели: ова е многу чудно. Обично незините оригинални ракописи немаат ваков наслов. Затоа Артур Вајт смета дека се работи за копија на незиниот оригинал, кој е копиран од страна на некој верник и така е зачуван. Меѓутоа, она што е многу битно е што овој манускрипт е публикуван подоцна во книгата Рани списи 1851 година, што значи сестра Вајт е жива, таа е млада тогаш, има 24 години, незиниот сопруг има 30 години и тој е уредник на сите нејзини книги. Кога ќе кажеме уредник, мислиме на тоа дека сестра Вајт имала многу скромно формално образование. И секогаш имала потреба да некој биде proofreader или уредник на она што таа го пишува. Значи имала проблеми со спелингот, тоа го знаеме, документирано е, и исто така имала проблем некогаш да ги организира своите мисли на најдобар можен начин. Поголем дел од својот живот го користела мажот и како уредник на незините публикации. Кога починува Джеймс Вајт во 1881 година, или непосредно пред тоа, доаѓа една нова асистентка да работи со неа, која се вика Марион Дейвис. Марион Дейвис останува покрај сестра Вајт скоро 30 години и најголем број од книгите сестра Вајт ги пишува со помош на Марион Дейвис, која е нејзин уредник. Сестра Вајт не се нарекува My Book Maker, што значи дека се грижала за тој уреднички дел од незините книги. Меѓутоа, крајниот авторитет, кој покрај уредничката работа, дали на Джеймс Вајт или на Марион Дейвис, кога сето тоа ќе се заврши, крајниот авторитет кој одлучувал дали овој текст ќе се публикува под името на Елен Вајт била самата сестра Вајт. И таа секогаш давала писмена дозвола да тоа се публикува. Значи, книгата Рани списи е публикувана со нејзина дозвола во 1851 година. Реченицата која се однесува на апокрифите од документот во 1850 година не се наоѓа во ова издание. Тоа е многу интересен елемент. Значи, не се наоѓа во ова издание. Ја нема таа изјава за апокрифите. Во Рани списи од 1851 година. Во публикацијата A Word to the Little Flock, или Реч за малото стадо, од 1847 година, во фуснотата на една статија или поглави од книгата напишана од страна на сестра Вајт, се наоѓа референца на Втора Ездра. Тоа е апокрифна книга. Автори на овој памфлет се сестра Вајт, Джеймс Вајт и Джозеф Бейтс, трите основачи на Адвентистичката црква. Додека уредник на публикацијата е Джеймс Вајт. Сега, интересно е дека сестра Вајт не се грижала за фуснотите, туку Джеймс Вајт. Познато е дека Джеймс Вајт бил наклонет кон книгата Втора Ездра. И тоа не е ништо чудно. Голем број на милеритите, тоа ви се припадници на милеритскиот покрет, пред 1844 година, кои доаѓале од повеќе верски заедници, повеќето протестантски, тие исто така во своите библии кои ги имале дома, ги имале и апокрифите во исти корици. И знаеме дека ги читале и дека биле запознаени со нивната содржина. Дури некаде во 1830 и некоја година, или дури и подоцна,
британското библиско друштво решава да ја публикува Библијата без апокрифи. Меѓутоа, се смета дека, не се смета, туку се знае како факт историски, дека семејната Библија на сестра Вајт, која ја довела од својот дом, каде што потекнала, исто така содржала апокрифи. Што значи, милеритите, подоцни адвентистите, не им било тоа нешто сосема непознато. Меѓутоа, очигледно дека правеле голема разлика што е тоа канонска книга и што е тоа неканонска книга. Интересно е кога истите поглавја од оваа книга се подоцна публикувани на сестра Вајт зборува. Во книгата Рани списи, оваа референца ја снемува. Сестра Вајт не ги пишува овие референци во A Word to the Little Flock, туку Джеймс Вајт. Откако сестра Вајт ја дала оваа изјава, наводно, која е запишена во манускриптот од 1850 година, никогаш подоцна не цитира ниту апокрифи, ниту псевдоепиграфи во своите публикации. Што значи дека цитатот кој се наоѓа во тој манускрипт, или познат на англиски како manuscript release, едноставно е само еднаш се споменува во сета нејзина служба од 70 години и гледаме дека и тоа споменување на апокрифите е доста дискутабилно, оти големо е прашање дали се работи за оригинален спис на сестра Вајт, ракопис на сестра Вајт, или се работи за некоја копија која некој друг ја има направена. Затоа мојата поента е дека меѓу останатото не треба да градиме теологија само на еден цитат од Библијата или да земеме само еден цитат од сестра Вајт и на него да направиме теологија дека апокрифните книги се супер корисни за припрема за последното време. Најдобра група на книги која може да не припреми за последното време се 66 книги на Светото писмо. Затоа Бог нека не благослови да останеме верни на таа една убава традиција, позитивна традиција, која потекнува уште пред Христа, која Христос ја практикувал, а тоа е дека апокрифите и псевдоепиграфите не се канонски книги. Може би некому ќе му бидат интересни, за нас кои се бавиме со теологија професионално, тие книги се многу интересни, ние ги читаме, затоа што низ апокрифните книги можете да видите што луѓето пред Христа верувале и како разбирале одредени работи. И тогаш во светлоста на таквите сознанија ние можеме да разбереме некои делови од Новиот Завет подобро, или можеме да одговориме на некои противници: еве видете, книгата на пророкот Даниел не е напишена во вториот век пред Христа. Затоа битни се овие неканонски списи, меѓутоа не може да се приближат до библиските списи како книги на авторитет, кои се правило за нашата вера и нашиот живот. Толку од мене, сега е време за вашите прашања. Благодарам, професоре, за ова ваше предавање. За мене беше навистина интересно, верувам дека и за другите кои што го следеа. Доколку имате некои прашања, ве молам запишете ги доле во самиот чат, или вие што сте на YouTube, има таму лайв чат исто. Доле дека ги чекаме другите прашања, поставил јас едно прашање ако може. Да, повели. Колку е тешко за една особа од 21 век да ја прифати реалната слика за канонот библиски и да ја чита истата Библија? Според мене не е воопшто тешко, ако се обрати на вистинското место и ако има вистинска желба да ја дознае вистината. Значи, тоа е многу битно. Исус вели, ако сакате да знаете дали ова ја што го зборуваме од Бога или не, треба да бидете спремни да извршувате волјата Божја. Што значи, ако луѓето се спремни да ја прифатат вистината без оглед на тоа што е вистината и дека сакат да му служат на Бога на најдобар можен начин, на вистински начин, воопшто не е тешко да се разберат овие работи. Она што може би треба е одредено водство. Што значи ова што јас вечера ви го кажувам, вие да си го проверите. Значи имате Библии дома, повеќето од вас, помладите посебно, знаете англиски јазик, постојат линкови, проверете и луѓе кои велат се заедно и луѓе кои велат оно што е спротивното. Значи, јас кога го спремав ова предавање, јас читав книги на луѓе кои се сложуваат со мене, но исто така уште повеќе читав книги на луѓе кои не се сложуваат со мене. Што значи морате секогаш да ги чуете двете или трите страни во дискусијата,
за да можете да направите одреден заклучок. Од друга страна, потребно ви е и едукација како да се читаат книги, посебно како да се чита Библијата, а најмногу како да се чита Сестра Вајца. Вие во вашето соседство имате еден жив стручњак или експерт за списите на Сестра Вајд, тоа е доктор Радиша Антич. Ја не можам да се изначудам како сиве овие години го немате поканато да биде гост кај вас, да ви зборува за списите на Сестра Вајд и како треба да се толкуваат. Значи, човекот беше глоб тротер во последните 18 години, кај нема зборувано за списите на Сестра Вајд, посебно за Европа, и мислам дека треба да го поканите во Македонија на еден викенд, каде што ќе ви одржи предавања, а исто така ќе има време да ви одговара на одредени прашања. И ќе видите дека ќе дознаете многу работи за Сестра Вајд, кои наместо да го снизат нејзиниот авторитет, всушност уште повеќе ќе ја возвишат во вашите очи. Тоа беше барем случајот со мене. Човекот ми препорача кои книги да ги читам, јас ги прочитав, и верувајте дека уште повеќе ја ценам Сестра Вајд како Божи пророк. Одлично. Пред да преминам на второто прашање, во иднина, додека се уште трае пандемијата, во план едно од следните предавања да биде баш со професор Радиш Антич на овој виртуелен начин, додека не можеме да добиеме тука во Македонија да дојде на некој викинг, како што веќе објаснивте. Следно прашање, која е опасноста од проучувањето на покривните книги и нивно издигнување на ниво на канонски книги? Проблемот е во тоа што одредени делови од овие книги промовираат мислења, ако сакате и доктрини, науки, кои не се во склад со канонските книги. Имено во една од макавејските книги имате промоција на идејата дека ние како живи луѓе треба да се молиме за гревовите на оние кои веќе умреле. Значи молитва за умрени. Да се разбереме, во денешниот рабински јудаизам, и во ортодоксниот, и во либералниот, постои молитва за мртви. Значи, тоа евреите го прават веќе со векови. И тоа не е ништо ново во јудаизмот за нив. И она што е напишено во една од макавејските книги за молитва за мртвите, тоа дефинитивно била пракса кај некои евреи во тоа време, а денеска е тоа расширено. Меѓутоа, тоа не е во склад со канонот и на Стариот Завет и со канонот на Новиот Завет. Потоа во тие книги ќе најдете и некои рецепти за магиски обреди. Ние на многу места во Стариот Завет и во Новиот Завет наоѓаме текстови кои говорат сосема спротивно за магијата. Имате и познати еврејски научници, учени луѓе од 20 век, еден од нив е Езикиел Кауфман. Кауфман зборува за тоа како функционира магијата. Функционирањето на магијата пред се е пагански концепт. А второ, и што е многу побитно за нас, дека магијата всушност доаѓа од онаа спротивната страна во големата борба, а тоа е ѓаволот. Така да постојат делови во апокривните книги, во псевдоепиграфите, кои може да човека го однесат на погрешен пат, доколку ги смета за канонски, за авторитетни. Доколку Библијата се користи како авторитет, мерило, канонот на Стариот Завет и на Новиот Завет, тие 66 книги за кои зборуваме, тогаш опасноста за читање на овие книги е исклучително мала. Како впрочем и се. Значи, денеска читаме се и се што. Не знам, едно време беше помама, што ако книгите на Хари Потер ги даваат да ги читаат нашите деца. И некои родители беа да се забранат тие книги, да не се даваат во христијански училишта, некои луѓе беа против тоа да се забранат. Денеска Хари Потер им е доседен на децата. Керка ми требаше да го чита Хари Потер и вела мајка го читаме заедно, чисто да не дојдеш до погрешни заклучоци. Почна првите 10 страни, вика ова е глупаво. И книгата ја остави. Исто така, децата наши учат во училиште за еволуција. Учат за истополни врски, бракови, за се. Сепак ние како родители сме дома, тие кои треба да ги воспитуваме и да им ја кажеме вистината помеѓу и разликата помеѓу вистината и невистината. И тоа не е тоа толку тешко ако се има
Библијата при рака и ако се чита со желба да се осознае Божјата волја. Одлично, во правец на ова што се беше спомнато, имаше една изјава на протестантски свештеник од Тенеси, државата во Америка, дека ги повикува властите во самата држава да ги соберат сите книги кои како што се од типот на Хари Потер и Твајлајт, кои во себе имаат некои чудни идеи, да ги соберат, да ги остават на своите домови ако очекуваат благослов Божи во домовите и нешто слично. Така што не можеме да издигнуваме некои книги на ниво на Библијата и да очекуваме дека секој биде добро, прочувајќи ги истите, така. Ја не сум да се забрануваат книги, јас сум за тоа на луѓето да им се каже што има во тие книги, тоа е многу битно. Од и денес како ќе забраните нешто, кај луѓето веднаш им се појавува некоја љубопитност и уште повеќе се заинтригирани што има сега таму што забранил. Значи, некои маркетиншки стратегии денеска се базирани на идејата на контроверза или забрана. Има комедијант еден, стендап комедијант, тука во Англија, кој баш не му одеше нешто добро во последно време и намерно направи на стендап комеди ивент, значи на еден настан, каде што во живо кажуваше шеги, направи една тешка, непријатна шега, една навреда за евреите и за ромите, врзана за Холокауст. И човекот тоа го направил намерно, затоа што весниците во последниве недела дена не престанаа да пишуваат за него. И вие знаете дека постојат маркетиншки стратегии кои велат не постои нешто што се нарекува лоша реклама. Секоја реклама е добра реклама. Затоа забранување на одредени книги или содржини е само во доменот на нешто што е екстремно лошо. Значи, не знам, порнографија, детска порнографија, екстремно десничарски, екстремно левичарски идеи, тероризам, идеи кои повикуваат на света војна, идеи кои повикуваат на убивање и така натака. Тоа треба да се забрани. Денеска да речеме, не можете да ја тек така порачате книгата на Адолф Хитлер, Mein Kampf или Мојата борба. Денеска мора да имате на некој начин специјална дозвола, морате да тоа најверојатно го направите преку библиотека, каде ќе докажете дека сте истражувач и во која цел сакате да имате книгата, ако сакате да добиете. Или не знам, памфлетот на Брейвик, човекот кој пред неколку години, пред десетина години, мислам, уби 77 луѓе во Норвешка, кој е крајен десничар, расист, white supremacist, и напиша памфлет. Тој памфлет го има на интернет, ама ако го даунлодувате, очекувате дека полиција ќе ви се појави на врата и можете да добиете кривична пријава. Затоа што се смета за терористички материјал. Значи, такво нешто да. Меѓутоа, сега да велам дека Хари Потер треба да го запалат, ја мислам дека нема поголема осуда, барем во индивидуален случај кој Керка ми ја даде, а тоа е дека Хари Потер е супер доседен и не е за неа. Значи, едноставно Хари Потер не постои за неа. Затоа многу е битно да на луѓето не им правиме, што велат србите, зазубици. Да не ги заинтригираме, да не заинтригираме нивната љубопитност и со забрана на одредени содржини уште повеќе да им направим реклама. Треба да запомнеме дека ние луѓето природно се врзуваме за аутсайдери. Ние луѓето природно сакаме маченици. Без оглед заради што тие луѓе страдаат. Некои страдаат заради својата глупост, некои страдаат за своите некои непромислени работи кои ги направиле во животот, ама секогаш нашата страна е на оние кои страдаат. Секогаш се ставаме на страна на жртвите. И затоа ако некои содржини се забранат, а не се тероризам, порнографија, не знам што, едноставно на тие луѓе се прави реклама. Најдобрата заштита од било какви лоши влијанија е познавањето на Светото писмо. Да тоа е толку длабоко вкоренето во нас, да ништо не може да не помрне од место и се разбира мудроста и делувањето на Светиот Дух. Благодарам. Докато поставам последното прашање, можете вие во самиот чет да видите има една констатација. Да, значи се сложувам со ова што пастор Ѓурица го тврди. Да, дефтероканонските книги или апокрифите може да се искористат како историска информација. Зборуваме посебно за книгите Макавејските книги.
Но исто така може да ни овие книги да ни послужат како сведоштво како луѓето верувале и што верувале во тоа време, како се однесувале. Оти секоја книга на овој или оној начин го отсликува времето во кое е пишувана. Не знам, книгата 1984 од Џорџ Орвел. Таа дефинитивно го отсликува почетокот на ладната војна и животот во Англија во 1940-тите години. Книгата на неговиот колега, писател Олдос Хаксли, The Brave New World, Храбриот нов свет, која исто така опишува дистописко општество, меѓутоа овој пат не е стрикно, не е авторитарно во смисла да ги ограничува човечките слободи, туку им дава бесплатна дрога да луѓето може да се другираат и да уживаат во животот. Меѓутоа, постојат елементи во овие книги кои ни кажуваат кога се пишувани и која реалност сликуваат. И точно гледате дека Олдос Хаксли пишува во 1930 години, каде луѓето кога оделе на училиште ги делеле во алфа, бета и гама групи. И ден денеска учениците во основно и средно училиште во Британија се поделени во 4 групи. Првата и втората се најдобрите ученици, а третата и четвртата се ученици кои се слаби и на кои им се дава образование колку само да поминат за двојка, што би рекле ние. И затоа како родители ние се трудиме нашите деца да учат што повеќе и што подобро, за да се најдат во првите две групи и да ги добијат најдобрите професори. Одлично, бидејќи немаме повеќе прашања, ја би само спомнал оно што вие го зборевте, тоа е за читање на Библијата е потребна доволна едукација. Ја верувам дека сите ние сме тука љубители на Библијата и затоа сме на ова предавање. Дали можете во неколку принципи да спомнете за подобро проучување на Библијата на самиот крај? Значи, ова прашање не можам да го одговорам, а да не забележите дека сум професионално издеформиран. Значи, јас веднаш велам на луѓето, Библиите кои вие ги читате се само преводи. Треба да ги читате Библиите во оригиналниот јазик. Нормално, тој луксус не може да си го дозволи секој и би звучало претенциозно и арогантно од моја страна да велам дека сите треба да знаете еврејски и арамејски, да го читате Стариот Завет, посебно книгата на пророкот Даниел, или да научите грчки за да го читате Новиот Завет во оригинален јазик. Меѓутоа, она што е многу битно, уште пред да почне да се чита Библијата, е ставот кој ние го градиме кон Бога, кон неговата реч и кон нашиот живот. Значи, ставот е многу битен. Молитвата е многу битна. Значи, ние пред да ја отвориме Библијата, да ја проучуваме, мораме да бидеме духовно припремени за тоа. Да нашето срце му го отвориме на Светиот Дух. Затоа што Светиот Дух е изворот на Светото писмо. Тој ги инспирирал авторите на Библијата да напишат она што напишале. Значи, нивните мисли ги има Светиот Дух инспирирано, а тогаш тие своите мисли ги скажале со најдобрите можни зборови кои им стоеле на располагање. Што значи припремата пред читање на Светото писмо е битна. Тоа е број 1. Број 2. Библијата треба да се чита не стих тука, стих таму, значи оно што го нарекуваме proofreading, затоа што спојување на текстови од Библијата на еден неразумен начин, нелогичен начин може да донесе кон многу чудни заклучоци. Затоа Библијата најдобро е да се чита книга по книга. И изјавите кои ги даваат карактерите во Библијата, а посебно Бог, да се читаат во тој контекст на самата книга која е дадена. Подоцна, најдобро е кога веќе не ги знаете оригиналните јазици, да прочитате еден стих или едно поглавје од Библијата, една глава од Библијата во што повеќе различни преводи. Избегнувајте преводи на Библија кои се парафраза или динамични преводи. На англиски парафраза се Библиите New Living Translation, The Good News Bible, The Message. Динамичен превод е New International Version. Обично најпосакуван превод меѓу странците, бидејќи многу едноставен. Но секогаш одите на преводи кои се преведувани од оригиналот и кои се многу блиску до оригиналот. Тоа исто така може во огромна мерка да ви помогне. Исто така потрудете се да сознаете не од еден извор, туку од повеќе извори кои се историските околности, религиозните околности во кои тоа е пишувано и обидете се да одговорите на прашањето што авторот сака да одговори со овој одговор. Значи, на кое прашање авторот сака да одговори со ова.
оти Библијата е пишувана на полемичен начин. Полемос на грчки значи војна. Полемика значи битка на мислење. И во таа битка на мислење, кога полемизираме, ние се обидуваме да го убедиме соговорникот дека оно што го тврдиме е вистина. Исто и со библиските писатели. Тие се трудат да не уверат дека оно што тие го тврдат е вистина и користат аргументи и одговарат на одредени прашања. Значи да се обидеме да го осознаеме тој начин како се обидуваат да не уверат во оно што е вистина. Денеска не можно е да се чита Библијата без да имате помош од коментари библиски. Значи тоа мора да постои. Значи тоа се некои насоки кои едноставно може да ви помогнат. Оно што е достапно до нашиот народ на Балканот се преводи на неколку коментари кои на англиски се издадени како Amplified Bible. И неколку се преведени на српски, мислам, можеби на македонски. Евангелие според Матеј, Евангелие според Јован, Римјаните посланието и уште некои книги од Новиот Завет. Тие коментари се напишани на еден прекрасен начин кој може да ве мотивираат самите да го разберете библискиот текст. Најголема трагедија е што нашата црква престана да ги публикува овие коментари од проста причина што никој не ги купуваше овие коментари и на луѓе џаби им факнеше место во нивните магазини. Што е сведоштво дека адвентистите не читаат многу Библија. Зборувам во просек. Сега има луѓе кои се проучуваат и на таквите луѓе капа доле. Меѓутоа, добар број на адвентистите ние не ја читаме Библијата. Туку читаме било што друго или читаме премногу од книгите на сестра Вајт, а ја занемаруваме Библијата. Сестра Вајт би била лута на нас, така да кажам, поради тоа, и кога би била жива, сигурно би не напишала едно сведоштво. Благодарам. Јас во проучување на Библијата користам овие интерлайнери што се библиски, каде што може да паралелно се користат и еврејски, грчки, и англиски, за ние кои што сме учеле па сме заборавиле можеби нешто. Така е, тоа е исто феноменална работа, морате да знаете англиски најмалку за тоа. Ние интерлинеарите не ги љубиме многу кога поучуваме еврејски и грчки, затоа што студентите умеат да се провлечат. Затоа интерлинеарите се само last result. Значи последно средство, кога веќе сите методите издале за учење на оригиналните јазици, па користи интерлинеар. Ова е една мала шега, нормално упатена кон колегите теолози, а кон сите оние кои никогаш не студираат теологија, интерлинеарите се фантастична работа. Но сепак и при интерлинеар морате да ја знаете граматиката на јазикот. Оти дури да имате интерлинеар може да ве однесе на некоја друга страна. И оно што е најважно, најдобрите толкувања на Светото писмо ги произведува група на луѓе. Што поголема, тоа подобро. Првите генерални конференции или состаноци на генералните конференции кои ги имале адвентистите биле во амбари, затоа што после големото разочарување, односно пред големото разочарување, нити сееле, ниту мислеа дека треба нешто да засеат на земјата, затоа што Христос доаѓа на 22 октомври 1844 година и цела зима им останале амбарите празни. И тоа биле првите места каде што раните адвентисти, кои уште не се нарекувале адвентисти во она време, се собирали и ја проучувале Библијата. Некои од библиските вистини кои денеска ги имаме како адвентисти, доаѓаат од тоа време, кога луѓето се труделе со најдобри можни сили да ја проучуваат Библијата и дошле до фантастични идеи, кои ние денеска со многу повеќе софистицирани методи доаѓаме до слични заклучоци или само ги надградуваме заклучоците до кои тие дошле. Оно што е интересно е дека сестра Вајт била присутна на тие состаноци и едноставно не можела да ја разбере Библијата кога тие ја проучувале. И кога групата која ја проучувала Библијата ќе запне околу некоја тема или околу некој стих, сестра Вајт ќе добие визија која ќе ја отвори таа врата и едноставно луѓето ќе поминат низ таа врата, така да кажам, фигуративно да се изразам, и повторно проучуваат. Што значи ниедна доктрина во адвентизмот не е дојдена преку сестра Вајт. Сестра Вајт само помагала да луѓето идат кон Библијата и да некои работи кои им биле тешки ги отклучуваат и ги разбираат. Примерна цел на списите на сестра Вајт е да ни помогне
да ја практикуваме Библијата и примениме во нашиот живот на што подобар начин. Благодарам, јас повеќе немам прашања. Благодариме за времето. Што беше одвоено, што бевте со нас, има уште една консултација доле во четот, може слободно да ги проследите. Да, конкордансите се добри, меѓутоа Вилијам Милер го навела на погрешен заклучок. Така да бидете многу внимателни, конкордансите водат кон proofreading. Проучувањето на Библијата во исто време и наука и уметност. Меѓутоа, ако сме во директна комуникација со Светиот Дух, ако на Бога му ги признаеме своите гревови, ако се понизиме пред Господа, Бог ќе ни помогне ние да ги разбереме и најтешките делови за нас во Светото писмо. И тоа Бог го покажал и се докажал во текот на вековите многу пати. Значи, ставот пред да ја проучуваме и кога ја проучуваме Библијата е многу битен. Се останато може да го наречеме наука или тренинг. Благодарам. А во четот се наоѓа уште едно прашање. Ја не можам да го видам тоа прашање, може би до тебе упатено. Читаме само преводи од Библијата, како можеме да сме сигурни во тоа што го читаме дека е точно? Проверете. Значи, не се подпирате само врз еден превод, проверете. Дури не постои ниту една копија само од Библијата на еврејски јазик или на грчки или на арамејски, постојат повеќе копии. И таа дисциплина во библиските студии, каде се утврдува најавтентичниот текст, се нарекува нижа критика или текстуален критицизам. И тоа е нешто што е легитимно да се воспостави. Затоа прашете ги оние кои студирале теологија и кои имаат познавање од Светото писмо, од оригиналните јазици. Споредување на повеќе преводи, да, тоа е многу корисна работа. Што повеќе јазици знаете, користите што повеќе преводи, меѓутоа распрашајте се кај оние кои повеќе знаат кои преводи се поблиски до оригиналот од некои други, па да ви препорачаат преводи на англиски јазик или некој друг јазик кој го зборуваат. Одлично. Дали New King James Version е блиска до оригиналот и е адекватна за проучување? New King James Version е многу популарна меѓу адвентистите и доста ја промовираат одредени фигури во црквата, како Марк Финли, да речеме. Гледам дека Andrews University Press го промовира овој превод. Јас повторно ќе се вратам како човек кој ги знае, ги познава оригиналните јазици, за мене ниеден превод не е добар. Океј. Меѓутоа, ако веќе на англиски јазик морам да одберам превод кој дефинитивно ќе биде дел од моето проучување, тоа е New Revised Standard Version. Од проста причина што е најнов превод. Тој е направен пред 20-30 години, од и превод на цела Библија не се работи секоја година. Можете да користите New American Standard Bible. Тоа се два англиски преводи кои се многу квалитетни. New King James е обид да King James верзијата изгледа посовремено. King James верзијата кога е направена во 17 век, публикувана е по прв пат 1611 година, тогаш тоа било револуционарно дело. Меѓутоа, King James верзијата не ги зема во обзир кумранските списи, кои во огромна мера помагаат да Библијата се преведе на уште подобар начин. Зборам за Стариот Завет. Затоа, информирајте се кои преводи на кој јазик се најблиски до оригиналот и консултирајте ги нив и читајте повеќе преводи од едно исто поглавје или еден исти стих. Благодарам. Јас немам повеќе прашања, сем тука спомнуваш има во четот кои се најдобри на англиски, српски, сега на македонски, веќе одговоривте на англиски. Значи на англиски New Revised Standard Version или NRSV или New American Standard Bible. KJV не е лоша. Значи KJV не е лоша. KJV, King James Version. Меѓутоа, поготово кога читате книгата на пророк Даниел, ќе ве збуни кога читате 5-тиот стих од првата глава. Дека Даниел рекол дека не се ќе даде од месото на кралот. Во оригиналот не се споменува месо воопшто во првата глава од 5-тиот стих. Така да ете тоа нешто збунува. Така да Даниел од првата глава не го користите да кажете дека Даниел бил вегетаријанец
и дека му било се супер. Даниел има некои други причини зашто сакал да биде веган, не вегетаријанец, туку веган. На српски јазик Стариот завет го преведуваше, мислам дека го заврши еден пензиониран професор по Стар завет, православен инаку, докторирал во Тибинген, ја мислам. Татко му порано беше многу екстремен православен свештеник, кој не ги сакаше адвентистите, па и другите протестанти, нарекуваше секта. Ја не се сеќавам, Раде, Ѓурице, дали се сеќавате како се викаше тој човек? Лазар, имаше книги, апологетика. Лазар Милин. Син му се вика Драган Милин и тој веќе со години го преведуваше Стариот завет од еврејски. Ако е публикуван, тоа е добра работа. Меѓутоа, ја не верувам во тоа дека Библијата денеска треба да ја преведува само еден човек. Тоа може би било во времето на Лутер, или во времето на Ѓуро Даничич, или во времето на Вук Караджич 19 век. Денеска преведот на Библија мора да биде група на луѓе. Оти верувам во тој принцип на Соломон, односно на изреките Соломонови, каде вели дека во мноштвото советници е мудроста. Благодарам. Имаше ми интересна Библија како превод на Сајмон. Само да видам, кои се тие текстови кои се иземени од New Revised Standard Version? Ѓурица вели дека биле иземени некои текстови. Ја можам да ти сликам и да ти пуштам тоа што го имам. Овде имам едно 20-тина, можда и повише стихови. Добро, кажи било кој. Матеј 17, 21, 18, 11, 23, 14, Галатијаните 3:17, Втора Тимотеј. Добро, прати ми, баш ме интересира. Во главном е тоа Нов Завет. Затоа не сум запознаен. Имаше на Библија на Сајмот во Белград од скоро време, која што сите еврејски зборови користени во Библијата како фусноти доле ги објаснува и навистина котира као доста добар превод. Тоа е као современ српски превод со еврејски објаснување на секој збор. Одлично, тоа исто добро помагало. Значи, тоа е било добро помагало. И сега битно е кој тоа го публикува и кои се авторите позади тоа. Значи, дали се ентузијасти или луѓе навистина кои се разбираат во тоа, и дали е само еден човек кој стои позади тоа, и тоа е огромна работа, еден човек денеска ефикасно тоа не може да го заврши. Ама ако е тоа некој кредибилен извор, тоа е фантастична работа. Иако повторно велам, дури да знаете оригинален јазик, крајната инстанца која ќе ви помогне да разберете Библијата правилно е Бог. Во Исусово време луѓето го знаеле оригиналниот јазик без проблем. Меѓутоа, мнозина биле во заблуда затоа што одбиле да веруваат. Благодарам, бидејќи немаме повеќе прашања, јас полека би ова наша дискусија би ја свел до крај. Благодариме многу за времето, за предавањето и верувам дека беше од голема корист за сите нас кои што ја проучуваме и ја сакаме Библијата. А верувам дека во иднина повторно ќе учествувате со некој, ќе ни послужите со некој предавање кој ќе ни биде од голема корист. Поздрав за сите и Бог со вас. И убава вечер, Бог со вас. Пријатно.